За успешен развој на лозовите насади во првите неколку години од огромно значење е редовната примена на агротехнички мерки и максимална соодветна нега, што во ваков случај треба да преземат земјоделците кои имаат нови лозови насади. Тоа значи прво со садењето на лозето се почета се многу нагазува, се набива. Значи тоа тврда мора да се стори нешто да таа биде малку да се омекне, односно да може да прифаќа водата, храната и се што треба натаму да се работи. Затоа потребно е, значи прво што треба да се основно правило е, значи првите 2-3 години мора да се даде максимално нега. А тоа е прво бидејќи е почета на биење на газена мора да се култивира, да се обработи. Тоа е првата работа што мора да се стори. Второ е мора да се сторат максимални напори да нема трева низ новото подигнатото лозје. Тоа тревата е најголемиот непријател на земјоделието. Не само што троши водата и храната, него и ствара услови за појава на многу болести. Значи мора да се уништува тревата редовно со употреба на прво се уништува првиот пат сега во време кога треба да се ора прв пат лозјето. 90% од тревата ќе се уништи, меѓутоа ако повторно поникне таа, е тогаш што хемиски препарати. Многу е значено новите лозови насади да се заштитат и од болести. Најголемата болест која се јавува кај нас често, многу често, понајмала росичка и сонце се јавува пепелницата. Тоа е болест која прави многу штета. Често пати се јавува, многу треба малку за да се појави. А втората болест е пламеницата. Таа ја прави се поретко се јавува, бидејќи треба посебни услови да се таа јави, многу дождови и сончеви периоди, меѓутоа штетата од незе е многу пати поголема него од пепелницата. Според агрономот Иванов, истите агротехнички постапки треба да се повторуваат 2 до 3 години постојано, доколку сакаме лозјето да дава род најмалку 30 години.